Македонија среде зима ја зафати тешка енергетска криза, без грејење и нефункционално централно парно. Поради ова Скопје не беа принудени да уклучат грејалки, а тоа дополнително ќе им ги зголеми новите сметки со онака скапата струја. Најголемата контроверза всушност е лиценцата на БЕК. Таа не е одземена од страна на владата, иако се тврдеше дека ќе бидат казнети и ако ги знаат добро фактите. Обвинителството 3 години води предистражна постапка за лиценцата на БЕК. Се работи за кривична пријава што МВР во 2019 година е поднело против тогашниот председател на регулаторна Димитар Петров и 3 члена на комисија за нелегално издавање на 3 лиценци во 2012 година, без да бидат исполнети критериумите за нив. Иако десетина месеци порано се навестуваше енергетската криза, државното раководство, не правејќи темелна анализа за состојбите, до последен момент ги остави граѓаните во неизвестност дали тие ќе имаат топли радиатори оваа грејна сезона, реагираат експертите од областа на енергетиката. Професорот во пензија од Машинскиот факултет Ристо Цицонков вели дека подитно треба да се преземат мерки за нормално функционирање на топлификационите системи. Проблемот настана заради високата цена на гасот и со онаа цена што е дадена преку регулаторна комисија за енергетика на снабдувачот со топлинска енергија, тоа е БЕК, не може да се постигне економично работење. Значи, ако БЕК работи со оваа цена со покачување од 14%, ќе банкротира. Затоа настана курштус малку тука и го намалија температурата и времетрењето на грејењето и постои опасност дури да престанат со овие цени, тие не можат да издржат и тука од друга страна па владата се заканува дека ќе ми одземе лиценцата, што е малку построго, да кажам, треба веднаш да седнат и да најдат некој компромис. Дел ќе си плати самиот БЕК, ќе работи со некоја минимална заработка, а дел ќе плати владата. Поранешниот член на регулаторната комисија за енергетика Дејан Бошковски прецизно детектира зошто БЕК има финансиски проблеми. Нетранспарентниот однос на регулаторна комисија за да објасни што тоа точно се случува на граѓаните, доведе да граѓаните почнат да се плашат. Очигледно и цената која што регулаторна комисија, првичната цена која што има донесено е далеку од она, односно под цената која што одговара на реалната состојба, односно на пазарните услови за производство на таква топлинска енергија. Веројатно БЕК се соочува со финансиски проблеми, со ликвидноста финансиска, за да може да испорачува квалитетна топлинска енергија онака како што е пропишано согласно законот. Не е прв пат да ваквите компании, односно сега БЕК, а претходно и Топлификација која објавуваше таа дејност до 2013 година, мислам, да има финансиски проблеми при снабдувањето, односно вршењето на своите услуги. Експертите сметаат дека постојат некакви решенија, но сепак и тие би оптовариле електричната мрежа и може да доведе до нејзин колапс. Со клим уреди е нешто подруго. Таму се троши околу 4 до 5 пати помалку, 4 до 5 пати помалку електрична енергија за истиот топлински капацитет. Меѓутоа, како инвестиција тие се поскапи и сега има и крајна некоја состојба, да кажеме, па ако цела зграда помине на клим уреди и се грее, прашање дали таа мрежа може и тој систем да го поднесе. Мислам дека би можело, меѓутоа во некоја екстремна ситуација можеби и таму ќе има проблеми. Според тоа, најдобро е, апелирам, да се најде решение да обстои овој топлификационен систем. Значи да најдат заеднички јазик и некако да функционира, а после април месец, кој ќе заврши грејната сезона, ќе се бара некое решение што понатаму. Сега е итно, не сме без грејање да останат граѓаните. Владата, наместо да казно и одзема лиценци, ги префрли проблемите со грејењето на други компании како ЕСМ и прогласи кризна состојба. Пред се, владата, како што разбрав, преку Министерството за економија понудија повише модели за да се надмине оваа криза. Како што реков и порано, правено интервенција, односно даване финансиска помош на ваквите компании, за да може да ги препродат финансиските кризи кои што ги имале во тој период, за да не се настане нарушување на пазарот на топлинската енергија при испорачувањето.
Тоа се случи, мислам дека и во 2011 година, ако не се лажам и во 2012 година, према тогашниот овластен, односно лиценциран снабдувач и производител АД Топлификација. Сега истото тоа се случува и со БЕК. Нормално и треба да интервенира владата доколку БЕК како одговорна компанија за вршење на ваква јавна дејност, која што доделена со лиценцията од регулаторна комисија, не може тоа да го направи, мора владата да интервенира и да преземе мерки. Дали ќе биде тоа национализација или ќе влезе во управувачкиот пакет или не знам било која форма, тоа самите треба да одлучат и кое што ќе биде најповолно. БЕК е акционерско друштво, значи тоа е еден вид приватна компанија и таа има лиценца добиено од регулаторната комисија за енергетика да ја врши оваа дејност на топлификација. Значи без лиценца не може. Сега ако ја одземе лиценцата на БЕК, треба да ја даде на некоја друга фирма. Тоа е решението и мислам тука малку ќе има временски теснец, дали таа друга фирма ќе биде спремна веднаш да почне да ја преземе таа дејност и така натаму. Сепак мислам дека тоа е малку варијанта која што е помалку посакана. Бошковски, коментирајќи ги решенијата за излез од моменталната состојба, појаснува дека единствени краткорочни мерки на властите се субвенција на предпријатијата, но и на граѓаните за сметките. На краток рок може само да се преземат мерки од ваков тип кој што државата ги презема во однос на топлинската енергија со субвенција. Може да субвенционираат и сите оние компании или приватни субјекти или локалната самоуправа доколку имаат буџет за таква работа. Но секако нели најповикани се централната власт. И тоа гледам дека го прават. Кратки, брзи решенија нема. Видовме дека она што не се работеше во зимото, како во приказкава со штулецот и мравката, токму тоа ни се случи и оваа година. Не ги користевме паметно и доволно и рационално енергетските ресурси кои што ги имаме во Република Македонија и затоа се случија дополнителни вакви ценовни шокови кои што постојат во енергетиката. Не велам дека ќе ги избегневме и не сме ние, значи, некоја земја која што имаме посебни ресурси за да ги избегнеме ваквите финансиски шокови, но во секој случај ќе помогне, односно ќе беа намалени. Овие интервенции на владата треба да бидеме свесни и да се објаснат на граѓаните дека не го решаваат проблемот. Овие интервенции само ја препродуваат моменталнава криза во овој период. Доколку не се преземат мерки, чекори и активности за следниот период, истото ова ќе го имаме и во следната година. Земја од опрва ќе ги чувствува последиците од енергетската криза. Затоа што ни се случува, голема вина имаат нефункционалните институции кои не направи анализа и план со навремени мерки за ублажување на ценовниот шок. За сега никој не повикува на одговорност додека ни следуваат зголемени цени на одредени производи, скапа струја, но и високи сметки за грејење. Мислимовски, дали требаше и дали треба воопшто да биде одземена лиценцата на БЕК, иако неколку надлежни министри се закануваа и функционери, тоа не се случи. Треба ли да се понесе одговорност? Значи, во овој момент регулаторната комисија за енергетика следи што се случува со БЕК производство, ја следи испораката. Имавме голем број на поплаки од граѓани кои што во истиот ден кога беа добиени, беа препратени до БЕК веднаш да реагираат и во најголем дел е реагирано, негде е поправено загревањето во домовите, некаде не е поправено. Согласно Законот за енергетика, точно е прецизирано во кои услови регулаторната комисија за енергетика може да постапи и да започне постапка за одземање на лиценца, а тоа е значи во овој дел доколку се случи целосен прекин на испораката на топлинска енергија и таа процедура е подолга, но како и да е, доколку имаме јасни согледувања дека е прекршен Законот за енергетика, регулаторната комисија за енергетика ќе започне постапка за одземање на лиценцата на БЕК
за производство на топлинска енергија. Добро, од сите надлежни функционери низ особено месециве или неделиве слушаме дека воопшто и не само функционери, и експерти, слушаме дека воопшто не се вложувало практично децении наназад, 30 години, во енергетика. И сега резултатите ги гледаме и сами, зголемени цени на струја, недостаток на струја, на газ и така натаму, енергенси генерално. И за публиката која всушност и не мора да ги знае сите детали, но знае само дека е ова сиромашна земја, дека буџетот, стандардот е многу низок. Моето прашање е, сметате ли дека треба некој сепак да понесе одговорност? Факт е дека по изградбата на трите блока на термоелектраните во Битола, кои што негде завршија 88-ма, исто така во крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите се направи термоелектраната Осломеј, исто така се направи во тој период и термоелектраната во Неготино, а претходно беа направени најголем број од хидроелектраните кои што ги имаме. Значи по 90-тите години, по стекнувањето со независноста на државата, два поголеми, односно три поголеми капитални објекти кои што се направени се хидроелектраната Козјак, хидроелектраната Света Петка, за која што патем речен уште нема употребна дозвола и се води судски спор со изведувачот на оваа хидроелектрана и е направена ветерната електрана во Богданци. Значи тоа е што е направено во однос на државните предпријатија, односно во до 2000 некоја тоа беше заедничкото ЕСМ, а сега е електрани на Северна Македонија. И тоа не е добар одговор. Ова не е добар одговор. Свесни сте. Апсолутно. Да. Значи, и имаме инвестиции во обновливи извори на енергија, кои што се некаде околу 200 мегавати. Значи, се на се, во независна Македонија, ако сме имале предходно, ако биле направени околу 1600 мегавати, во независна Македонија се направени околу 140 мегавати државна инвестиција, околу 180-190 мегавати се обновливи извори на енергија и околу 230 мегавати е когенеративната постројка во Скопје, која што е приватна инвестиција. Значи се согласувам дека можело многу повеќе да се инвестира пред се во обновливи извори на енергија. За жал тоа не е направено во изминатиот период. Моето прашање е дали вие како регулаторна комисија имате моќ, вие лично и целата комисија, дали имате моќ да влијаете врз политичарите, врз функционерите да работат во интерес на граѓаните? Дали е тоа вашата улога? Значи, додека определувала цени на ЕСМ, односно на ЕЛЕМ, регулаторната комисија за енергетика, сите инвестиции кои што ги побарала ЕСМ да бидат признати, се признаени. Факт е дека голем дел од тие инвестиции не биле реализирани, па поради тоа во наредните години сме им ги намалували инвестициите, бидејќи имале слаб процент на реализација. Карактеристично е за државните компании, кога ги анализираме, кога носиме одлуки за цена, процентот на реализација во изминатите 5-16 години се движи помеѓу 20 и 30%, што е релативно низок процент на реализација на инвестиции, доколку онамо каде што регулираме приватни компании, интересно е што процентот на реализација на инвестиции е околу помеѓу 95 и 98%. Значи, вообичаено државните компании прават пренапумпани инвестициони планови, преоптимистички инвестициони планови, кои што потоа имаат проблем да ги реализираат во пракса и да бидам искрен, многу често се соочуваат и со проблеми од типот на законот за јавни набавки, бидејќи многу пати може да се случи една постапка заради разни жалби да биде прекината, па да се продолжува да има жалби, да се оди на суд и така натаму. Значи, како и да е,
според мене во независна Македонија можело многу повеќе да се направи и ја верувам дека во наредниот период, кога што има најава на неколку сериозни инвестиции, како што е ветерната електрана во околу Крива Паланка и новиот фотоволтаик во Штип, кој што ќе биде француска инвестиција, дека конечно ќе имаме сериозни инвестиции во електроенергетскиот сектор. Со ова кажувате дека сте свесни дека има злоупотреби на јавни набавки, знаете и сами дека има милион управни, надзорни, какви се не одбори, практично се злоупотребуваат јавните функции, парите на граѓаните. И никој нема моќ да влие врз одговорноста и да бидат тие луѓе и казнети. Значи, регулаторната комисија за енергетика во овој дел нема некоја надлежност, но доколку одредени инвестиции не се реализирани, тоа во натамошниот период го земаме во предвид и за сметка на тоа се намалува цената за вршење на соодветната енергетска дејност. Се согласувам дека е премалку направено, се согласувам и дека можело многу подобро да се направи, многу повеќе можело да се направи и особено верувам дека конечно треба сите да сватиме после оваа најсериозна електроенергетска криза со која што се соочува не само Македонија, туку Европа, дека инвестициите во енергетиката, иако не може веднаш да се видат, иако не може да ги направи една влада за еден мандат, се исклучително битни. Се И Македонија клучни веројатно за економски развој. И Македонија е земја која што нема голем број, огромен потенцијал за нови инвестиции. Тоа пред се ќе може да биде чебрени галиште, гасификација и инвестиции во обновливи извори. Така да, околу тоа треба да има еден општ државен консензус каде треба да се движи енергетиката. И тоа е единствен начин кога ќе се започне еден проект од една влада и доколку таа влада го загуби мандатот, да продолжи да го реализира наредната влада, но околу Добро. тоа мора да се постигне консензус. Да, вие како регулаторна, вие како прв човек на регулаторна, гледам дека сте многу разочарани од политичките функционери, луѓето кои ја имаат власта и кои ја приграбиле и не дозволуваат да излезат од тој магичен круг на власта, би рекла. Тогаш каква е вашата улога? Дали сте разочарани воопшто и во вашата улога и дали има некаква смисла да таа регулаторна комисија ако не може да казнува? Значи, јас верувам дека со веќе во новите измени на Законот за енергетика поставено тој предлог, регулаторната комисија за енергетика да може да изрекува казни кои што казни ќе се однесуваат на процент од приходот на компаниите. И на тој начин сите компании кои што го прекршуваат законот ќе имаат посериозен проблем кога ќе добиваат многу повисоки казни. И на сега да ви кажам, во овој момент ние постапките ни почнуваат, го известуваме Државниот пазарен инспекторат, па потоа Државниот пазарен инспекторат во наше име настапува пред соодветен суд. И казната е, верували или не, 13.000 евра. Значи сметате дека на повеќе поручители треба на енергетски дејности повеќе им се исплати да направат прекршок и ќе бидат казнати 10, 12, 13.000 евра, така да во тој дел мора да се промени и кога се носеше Законот за енергетика имаме целосна поддршка од секретаријатот на енергетската заедница во Виена да изрекуваме казни како што прават и други регулаторни тела во Европската Унија, кои што ќе се однесуваат на процент од приходот, значи не на профитот, туку на приходот. Тоа значи дека тие казни ќе бидат многу повисоки. Добро, Марко Бислимовски, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам за поканата. Тони, каква е ситуацијата во Франција со енергетската криза, но и со грејењето, со оглед на тоа што во Македонија, особено Скопје, има прилично проблеми со грејењето, но и со цената на електричната енергија? Во Франција, за среќа, нема исклучување на парното, па и ако некој не го плати, нема да му го исклучат парното, посебно во зимски период.
Во Франција постои закон за грејната сезона кој што мислам дека е сличен никако и во Македонија. Од 1 октомври па се до по крајот на мај треба да има грејење во станот кој што се изнајмува и каде што гарантираната температура треба да биде минимално 18 степени до 21 степен. Во случај ако повеќе од 21 степен Целзиусов температурата е повисока, тој што го изнајмува станот или тој кој што го грее станот може да биде изложен на казна, посебно во општествените станови, бидејќи добар дел од француските станови каде што живеат добар дел од французите и се разбира населението во Франција се општествени станови. Грејењето е регулирано колективно или индивидуално. Например, со грејењето, наскоро во Франција за неколку години ќе биде забрането грејењето со нафта, односно со мазут, бидејќи се смета дека тоа загадува природната средина, односно воздухот. Во некои делови на Франција, во поголемите градови, како например во Париз и на други места, е веќе забрането да се палат камени и да се грејат луѓето со дрва. Се повеќе, јас живеам во Нанси, како што знаете, во градот, живеам во колективна зграда во која што имаме централно грејење, до неодамна беше со свој посебен парен котел, кој што работеше претходно на нафта, потоа на природен газ, а сега сме вклучени на термичка централа, на централно градско грејење, и кој што функционира во најголемиот број од градовите на Франција со биомаса покрај природниот газ. Се со цел да се намали емисијата на гасови. Но добар дел од французите се грејат со електрична енергија, која што кога би ја споредувале со цените на електричната енергија, односно на струјата што се плаќа во другите европски земји, французите плаќаат можеби најниската цена на електричната енергија. Но ни Франција не е поштедена од високите цени кои што се на европскиот и на светскиот пазар, така се очекуваше едно зголемување на цените на електричната енергија кои што може да достигнат сега во февруари од 38 до 40% на електричната енергија. Франција е во период на избори, но и да не види во избори се сеќавате жолти телици, излегоа на улиците заради зголемувањето на цената на горивото. А кога би ја зголемиле цената на струјата за 38 до 40%, сигурно би се случила револуција во Франција, затоа владата интервенира, направи еден вид тарифен штит со цел да зголемувањето да биде ограничено само на 4%, што е многу пониско во споредба, како што знам во Македонија беше многу повисоко, околу 14-15%, ако не се лажам, зголемувањето на цената во Македонија на електричната енергија. Но таа мерка француската држава ќе кошта околу 14 милиарди евра. Без тука да се пресветаат, од прилика ми се чини дека има околу уште 3,8 милиарди евра кои што француската влада ги подели на французите како еден вид по 100 евра на лице, односно на семејство или на даночно семејство, кој што се вид како за помош во инфлацијата. Всушност инфлацијата беше најмногу погодена заради зголемувањето на цените на енергијата. Потоа исто постоја и други мерки кои што се околу 600 милиони евра кои што се наменети за ограничување на зголемувањето на цената на природниот газ во Франција, така да француската влада прави напори да се издржи тој ценовен шок, односно тој тарифен шок или штич сега што го нарекуваат, бидејќи сигурно дека и покрај ова треба да знаете дека Франција е меѓу европските земји кои што се уште не се им откажано од нуклеарната енергија, но и Франција мора да увезува струја, а кога се увезува струја се увезува од кај комшите по пазарна цена, бидејќи Франција има околу 50 и нешто нуклеарни реактори. Првата централа е запрета, беше на границата меѓу Германија, Швајцарија и Франција во Алзас. Во моментов 5 нуклеарни реактори се запрени со работа заради нивно редовно одржување, што и дозволува на Франција да има поевтина електрична енергија. Добро, Тони, јас ти благодарам многу што беше гостин во 25 минути. Ви благодарам, Билјана, и поздрав до гледачите на 24 часа.